Скопјани од март ке може да изнајмуваат електрични возила преку апликација. Проектот за заедничко користење автомобили во Скопје ке го спроведува словеничката компанија Avantcar. За да ја користите апликацијата, прво ке мора да се најавите со возачка дозвола во канцеларијата на компанијата во Скопје, потоа ке добиете лозинка. Цената на возењето ќе се формира во февруари, кога и ќе се спроведува пилот проектот, а ќе биде различна во зависност од дестинација. Очекувањата се возење да чини од 3 до 6 евра или, на пример, од центар до Скопскиот аеродром, возењето ќе чини од 10 до 15 евра. Плаќањето ќе биде во електронска форма. Кога и да ви треба автомобил, ја вклучувате апликацијата, наоѓате автомобил и возите, немате други трошоци, плаќате по минута и по поминат километар. Сите други трошоци за осигурување, одржување на возилото, гориво, веќе се вклучени во цената. Паркинг простор секогаш има достапен, не мора да плаќате паркинг, не мора да барате паркинг, едноставно ја наоѓате локацијата која што е најблиску до вашата дестинација. Од владата очекуваат иницијативата да придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот, како и намалување на сообраќајниот метеж. Пилот проектот ќе почне да се спроведува во февруари во општините Аеродром, Чаир и Газибаба и тест периодот ќе заврши за 1 месец. Потпишувањето на писмото на намери за поддршка на електричниот каршеринг систем представува конкретна и видлива акција за решавање на еден од најголемите предизвици со кои се соочуваме загадениот воздух. Ова е можност кон поздраво и поеколошко Скопје да возможи на Скопје да е град кој се грижи за своите граѓани. Овој систем за споделување електрични возила не е само модерен начин на транспорт. Тој е доказ за нашата амбиција да усогласиме технологијата со одржливоста. Полначите ќе користат 100% зелена енергија и не се само чекор во вистинската насока. Тие се скок кон остварување на нашите цели за енергетска транзиција. Со проектот се очекува граѓаните да се откажат од околу 1500 своји возила и да возат електрични автомобили кои ќе ги изнајмуваат по поволни услови. Она што засега се знае дека возилата ќе бидат поставени на приватни паркинзи на околу 40 локации, затоа што компанијата побарала, меѓутоа не добила дозвола од град Скопје за да користат паркинг места со кои стопанисува градот.